Беа тоа најновите утрински вести, а сега веќе е време за нашиот прв денешен гостин, веќе вам добро познатиот физиотерапевт Илија Жежов. Илија, добро утро. Добро утро, убаво ќе беше со една масажа да ни започне денот, но со разговор. Илија, добро утро, Слободан. Да не ти станала портпаролка во меѓувреме. Дефинитивно, добро утро искам до тебе, добро утро до гледачите на телевизија Алфа. Значи кога зборува она исто јас, она зборувам или јас кога зборувам исто она. Така да две во едно. Еден по еден ќе зборувате, се надевам, така? Така е редот, нели? Па ќе видиме. Ти дали си убаво утринско расположение? Добра сум, благодарам, да. Драго ми е. За да не ви пречам, јас ќе ве оставам и ќе одам сега да пијам кафето, може така? Може Ти не ни пречиш да ти кажам искрено воопшто. Да ќе има какафонија ако сите тројца зборуваат. Кафе сакам, точно е, да не мамиме. Повелете. Благодариме. Добро утро или од мене? Добро утро, Слободанка. Нели многу во кажав, многу е подобро утрото да не започне со масажа, но тоа никаде во светот сигурно можеби и се практикува, за жал кај нас не. Апсолутно, ако посебно сме спиени нели помалку од 8 часа, масажата ќе ни дојде секако да не размрда, да ни го врати циркулаторниот систем во една нормализација. Од наутро па нели денот ќе ни започне и совршено да ни заврши. Токму така. А дали еве на работно место треба да имаме физиотерапевт? Па јас видете вака, јас секогаш сугерирам и велам во секоја институција, еве и во секоја телевизија, секако дека треба и да има физиотерапевт, затоа што вработените не смеат да бидат напнати, не смеат да бидат под притисок, нели секако масажата доста добро ќе им влие како на психичка, а така и на ментална состојба, нели да бидат опуштени, релаксирани и работните обврски ќе течат многу поинаку за разлика од она што сме напнати секојдневно под стрес. Убаво кажано, па можеби некој ќе започне да го практикува, па зошто и да не, затоа што сепак малку и шега настрана, но не е шеговито воопшто на работно место да се има еден физиотерапевт со оглед на тоа дека според нашите стресови кои што ги доживуваме или напнатост можеби затоа што телевизија е сепак и секој работно место си носи своја некоја тежина, меѓутоа кога сме пред камерите нешто малку поинаку. Се забележал и сам, сите мислат дека е едноставно, но ни една работа не е толку лесна и едноставна. Секоја работа си има своја тежина. И затоа кога мускулатурата ќе се напне, тука се вие физиотерапевтите да не олабавите и да не релаксирате. Меѓутоа, ние секогаш сме потенцирале дека е многу подобро исто и релаксационата масажа, доколку не чувствуваме болка да си ја практикуваме во текот на неделата, но денеска ова утро еве ќе зборуваме за подобрување на мускулно-локомоторниот систем. Што поточно тоа ни значи? Што кажавте, значи на почетокот на емисијата, сите луѓе сме постојано под стрес. Живееме во едно такво време каде што секојдневно значи не постои човек да не доживее некој стрес. Особено кога ќе задзвони, зборувам нели прво алармот за да тргнеме нели да ги започнеме работните обврски. Нашиот стрес секојдневно се манифестира во нашето тело, а нашето тело не постои човек што ќе каже јас немам стрес, јас сум релаксиран или ги извршувам сите работни обврски без никаков стрес, насмејан и расположен. Да, факт е тоа дека треба да бидеме насмејани, расположени во однос кога извршуваме нели работните обврски, меѓутоа секојдневно па и не постои човек што нема да дојде нели во една ординација, во една институција да не ви направи некој стрес, а вие тој стрес да го доживеете лично врз сопствена кожа, а подоцна можеби и тој стрес нели да го историте врз некоја друга личност и така тој нели целиот стрес денеска кружи во еден колектив, значи си го поземуваме од еден на друг. Апсолутно. Затоа велам дека луѓето треба да бидат повеќе релаксирани, а како ќе бидат повеќе релаксирани ако повеќе нели обврнуваат време кон физичката активност, редовно посетуваат физиотерапевт и редовно нели внимаваат врз сопственото лично здравје. Сопственото лично здравје е една од најважните работи во животот на човекот и секогаш треба да се најде време, посебно ако треба да бидеме физички активни или ако треба нели да посетиме физиотерапевт. Физиотерапевтот не треба да го посетите само кога имате проблем, напротив, апсолутно значи добро е еднаш до два пати месечно да отидете на физиотерапевт покрај физиотерапевскиот преглед што физиотерапевтот ќе ви го направи, физиотерапевтот ќе ви открие некоја ново настана дегенеративна состојба која што може да влијае врз вашето тело. Но она што е клучно исто така, значи добро е да правите два пати месечно масажа која што би траела од 30 до 60 минути, која што може да го релаксира нашето тело, да ја смири нашата психичка благосостојба, да го подобри циркулаторниот систем и нашата мускулатура и се да влијаеме ние од таа масажа позитивно врз она што треба да го реализираме во
текот на денот. Здравјето најважно, здравјето пред се, физичката активност, масажата, физиотерапевтите се секогаш расположени да помогнат во однос нели на имплементацијата на физиотерапијата кај луѓето. Кога ја споменуваме физичката активност, секогаш ни е добре дојдена за добробит на нашето тело. Меѓутоа, оние кои што не можат можеби во текот на денот да си дозволат теретана или слично, или време не може да се најде, сигурно дека тоа може да се изреализира и во домашни услови. Меѓутоа, не значи дека и не мора од врата надвор, кога излегуваме да немаме физичка активност. Или поточно, еве, можеме и да пропешачиме, зборувам за оние кои што немаат толку време за посета на теретана и слично, меѓутоа има и други активности физички, со кои што може сето тоа да се надополни. Видите, фактот на тоа говори дека не може да не најдете во текот на целиот ден време за себе. Има оправдувања, сакам да кажам, дека секогаш нешто не можеме, ние немаме време. Да обавите физичка активност. Се зборувам кај повозрастната популација, нели, кај луѓето кои што имаат потешкоти и дегенеративни проблеми и тегоби со своето здравје, кои што не може да бидат физички активни, секако и преку помош на масажата, кој што физиотерапевтот ќе имплементира, ќе ја подобри, значи мускулоскелетната состојба, односно што кажавме мускулоскелетниот систем, да добие едно релаксирање, едно подобрување. Со самата масажа ќе добиете одма подобро движење и подобро функционалност во текот на денот. Сега и оние кои што можат да направат физичка активност, зборувам, а доста веќе луѓе во последниот период се фокусирани кон вежбањето и тоа е навистина за поздрав, бидејќи навистина луѓето кои што вежбаат се навистина за поздрав да ги поздрави човек, бидејќи навистина вложуваат во своето здравје, со тоа нели даваат мотивација и на оние други луѓе кои што не вежбаат да се мотивираат нели да вежбаат. Еве јас како физиотерапевт секогаш морам да потенцирам до гледачите, се со цел да би ги мотивирал да вежбаат, станувам наутро секогаш во 5 часот пред да ми започнат работните обврски и го обавувам првиот тренинг. Не секојдневно, меѓутоа барем еве имплементацијата на тренингот да трае значи 2 до 3 пати неделно, кој што ќе направам нели едно подобрување така на мојата мускулоскелетна состојба. Не може да ги запоставите своите нели проблеми здравствени и да чекате после тоа ќе отидете на физиотерапевт или на доктор магично вака преку ноќ да ви ги среди докторот и физиотерапевтот тие дегенеративни состојби. А сите потешкоти и дегенеративни состојби како дископатија, спондилоза, дискус хернија и шијалгија и потешки дијагностички заболувања потекнуваат од фактот на тоа како нередовна физичка активност и како резултат на тоа што вие нередовно посетувате доктор или физиотерапевт и се базирате врз основа на тоа по стариските оние да кажам начини да ставате зелка на коленот, да земете медикаменти кои што ви ги препорачало нестручно лице или пак да посетувате некои надри лекари како што се местачи, масери без соодветно стручно образование или оние сертифицирани нутриционисти или оние сертифицирани фитнес тренери кои што се не да кажам да не ги навредам нели секако нестручно образовани за да даваат нели стручна помош врз основа на нашето здравје. Да, затоа што и физичката активност не е за бадела, го имаме и факултетот за апсолутно, јас секогаш кога ги прегледувам пациентите, се ош потенцирам, значи, вежбите да бидат спроведени исклучиво од физиотерапевт или од професор по физичко образование. Бидејќи пак ќе кажам, немам ништо против оние сертифицирани нутриционисти и сертифицирани фитнес тренери, меѓутоа образованието секогаш мора да биде почитувано и да биде на прво место, бидејќи вие сепак работите со жива материја. Или пак да добиеме првично оние најдобри совети кои што не се потребни за да навлеземе нели еве кога веќе зборуваме за вежбањето за оние што можеби не започнале во текот на животот да вежбаат, а имаат во план тоа да го сторат или од други причини или релаксационо како и да е. Сепак таа е здравје пред се, физичката активност е една добробит за нашето тело, но исто така и за нашата психа и за нашиот дух. Еве во еден разговор вчера во моето соседство кажа дека прв пат мој сосед оди на вежбање во теретана, меѓутоа истакнува дека сега после 3 месеци вежбање не ги чувствува оние болки кои што претходно ги чувствувал, како што споменавме за спондилоза, дискус хернија кои што патат имаат проблем со рбет и слично. Болки, затоа што физичката активност помага токму во така, затоа што преку вежбањето сватила дека сите лигаменти кои што не можел да ги истегнете тиве изглопчиња, може сега со вежбањето да ги истегне,
може да си ја подобри здравствената состојба. А ако имплементацијата на вежбањето ја продолжи во понатамошниот тек, ќе има уште поголеми резултати. Зборувам преку вежбањето, посетата на физиотерапевт, редовните следења или на превентивните прегледи од докторот физиотерапевт, се ќе бидат добро дојдени за понатака пациентот да се чувствува одлично и добро. Ја сега вака ќе прашам, Миле, како започнува денот во физиотерапевт здравје во Гостивар? Денот во физиотерапевт здравје во нашата ординација во Гостивар, заедно со колешката, секој утро прво го пиеме утринското кафе и прво го започнуваме со тоа што нели доаѓаат нашите први пациенти кои што ќе се пожалат нели на некоја болка која што траела 2 до 3 дена, па бараат нели соодветна стручна помош или преку нашите закажани термини кои што секојдневно нели ги имаме во нашиот физиотерапевски систем. Имплементацијата на физикална терапија имплементираме врз основа на најстручните соодветни методологии од физикална терапија и секогаш се трудиме секој пациент да го добие најдоброто од нашата ординација, бидејќи секој пациент доаѓа да добие здравје, а не да ве види вие колку сте лични или колку сте убави. Па добро, може и за тоа да дојде, зошто да не? Да, меѓутоа секогаш нели доаѓаат нели да го добијат најдоброто здравје во нашата ординација. Да, ќе ги поздравиме и твоите колешки кои што се таму, тие се исто така физиотерапевти. Колешката Александра која што денеска ќе биде нели на терен со нашите пациенти, кој што ќе работи нели ќе имплементира физикална терапија и секако да, јас денеска ќе подготваме распоред кој што треба да тече секојдневието во нашата ординација. Значи така оди секојдневието во ординацијата и кога веќе јас го споменувам Гостивар, никогаш не ги заборавам моите гостиварчани да упатам еден убав и топол поздрав до нив, затоа што Гостивар е градот каде што јас ги поминав 4 години од моето средно образование. Кога ме праша зошто ќе отвориш ординација во Гостивар, јас тоа ќе биде и следното прашање. Да, кога ме праша Но има дух убав Гостивар. Да, зошто ќе отвориш ординација баш во Гостивар, ти си од Битола, нели? По потекло, нели, а треба да отвориш во Скопје ординација. Јас им велам ќе отворам во Гостивар затоа што во Гостивар немаше ваков кадар од нашата бранша и заради тоа што гостиварчани се навистина доста гостопримлив народ и се знаат да го ценат и да го почитуваат она што е добро имплементирано врз нивно здравје. Затоа и остана таму го забележа тоа. Апсолутно, јас веќе 7 година поред сум таму и ќе продолжам и понатака да им служам во однос нели на нивното здравје. Така, ајде сега малку да се навратиме, ќе поделиме машки, женски вежби или пак што се однесува за физичката активност. Што е она што најмногу жените треба да го практикуваат според тебе, а што е она што еве сега зависно нели од мускулатурата, килажата, колку сето тоа сигурно дека си има своја врска, меѓутоа еве малку совети во тој правец. Видете, прво кога ќе почнете, значи нели знаете дека јас и специјализирам здравствен систем во Белград, меѓутоа малку специјализацијата ми е во мирување од причина што нели тие се случуваат демонстрантите во Белград и немирите. Прво пред се мора да имате мотивација. Прво пред се мора да бидете значи одговорни во однос нели на вежбањето, значи да си го почитувате она што ќе си го дадете задача за себе и секако нели да го почитувате она што ќе ви го даде стручното лице да го имплементирате. И само да надополниме дека без разлика на годишната возраст секогаш може да се започне со вежбање. Виде Слободанка, јас секогаш викам дека годините се само бројка, а вашиот дух внатрешно е секогаш млад. Вие као вашиот дух ќе го насочите денеската, а ќе се случува. А го насочите на физичка активност, кој ќе извежбате и после 30, 45 или 60 на минути ќе добиете друга енергија од она што ја имате. Ако ја насочите на негативизм, ќе ви се случуваат негативни работи. Значи, вие сте креаторот на среќата и на несреќата. Толку се две реченици. Какви ни се мислите, таков ни е. Апсолутно, или папа ми викаше Бог да си ја прости каква енергија ќе насочиш во космосот, таква и ќе ти се врати. Апсолутно. Затоа велам, мотивацијата да биде на прво место, здравата храна да гледаме повеќе нели да биде пред се присутно во нашиот живот, бидејќи нели со здравото хранење секогаш нели 70% е многу важна улогата во вежбањето, додека 30% значи физичката активност. Вие не можете сега да отидете во теретана да извежбате зборувам значи денеска и после да изедете 300 грама чоколадо или 2/4 бурек. Ако треба да купите 2/4 бурек, да земете чија една, направете си од вечер или да купете си ја во некој од продавниците за здрава храна и така окей се чувствувате одлично и супер. Додека ставите 4 бурек во вас да ви правите глоби на желудникот, ставете чија нешто здраво кое што е доста корисно и кое што доста ќе помогне нели во нашиот организам. Така, но ние сме мора да признаеме нација која што не практикува многу за сега има, како што кажавме, многу повеќе луѓето се насочуваат кон здрава исхрана затоа што гледаат дека тоа е многу потребно во текот на живењето и еве од сето она што ни се случува загаденост на воздух и така натаму мора да внимаваме на нашето здравје. Меѓутоа кога се практикува физичката активност е број 1 што се однесува исто така за
телото ти враќа, како велиме. Кога ние го наградуваме со нешто, тоа ни враќа со енергија, ни враќа со позитива, имаме... Убав изглед, да, убав исто изглед така, и се гордееме со тој резултат што сме го постигнали. Јас секако нели во продолжение ќе се надоврзам да кажам дека нели секако ќе не прашат и другите колку време вежбате, оваков изглед, нели секако и тоа ќе ми даде на другите да кажам ете една мала мотивација да започнат некоја физичка активност. Така. Сега, Иле, кога зборуваме за физичката активност и сето она што ние можеме во текот на денот да го сториме за нашето здравје што се однесува за еве, ќе го тргнеме малку и настрана. Меѓутоа, кажавме за физикалната терапија. Веднаш ќе се вратам сега на почетокот на нашиот разговор, каде што кажавме дека во шега насмеа, меѓутоа многу е потребно, сепак не е, да се има физиотерапевт или да се насочиме кон еден физиотерапевт, затоа што исто така и тој треба да ја знае градбата на нашето тело, што е она што нам ни е потребно како помош од вас и еве, доколку немаме некакви проблеми, спондилоза, болка и слично, колку пати во текот ќе потсетиме на неделата нам ни е потребно една релаксациона масажа со оглед на тоа дека во ова време во кое што живееме, динамиката, стресовите кои што ги доживуваме без разлика дали е на работно место, дали е надворна улица или што и да ни се случува во животот, зошто е важна, ајде да потенцираме масажата кога сакаме да се чувствуваме убаво. Видете, фактот на тоа говори дека вие не треба се фиксно да бидете врзани дека 2 пати месечно мора да правите масажа. Вие можете да правите и секоја недела масажа. Значи, ние имаме пациенти и клиенти кои што доаѓаат еднаш неделно задолжително прават масажа, не мора да имаат здравствен проблем, него чисто си прават заради релаксација, опуштање и подобрување на психичката благосостојба на телото. Но добро би било што кажав дека ако немате некој здравствен проблем, еве 2 пати месечно да си правите по 1 час масажа. Тоа освен што е благодет и опуштање на психичката состојба на телото, тоа исто прави едно подобрување нели на целиот нервен систем, го смирува стресот во нас, значи, и ја подобрува работата на човекот во секојдневието. Со поврзување на физичката активност, вие добивате двојни резултати во подобрување нели на работата на човекот во секојдневието, намалување на стресот и што е најважно, нели се чувствувате позитивно, опуштани и релаксирани секојдневно. Тоа е убаво да го слушнеме, но и убаво и да го практикуваме, а не само да го слушнеме. Апсолутно, доста луѓе постојат кои што го практикуваат, има луѓе кои што велат сега започнам со физичка активност во понеделник, така секој понеделник, никако да стигна до почетокот на физичката активност, меѓутоа јас велам не овој понеделник што иде, него денес. Стартувате од денеска, не мора тоа да биде со сати, зборуваме 30-40 минути почнувате со вежбање, па после понатака нели правите 2 пати 3 пати неделно вежбање, па ако ви е добро, продолжувате наредна седмица, еве да речеме да појачате 4 пати. Секогаш е корисен разговорот со тебе. Благодарам, затоа и секогаш ја прифаќам вашата покана да гостувам во вашето студио, посебно кога има едни вакви водителки кои што се позитивни, кои што нели влијаат през малите екрани до луѓето, а јас ако со мојата стручност и нашата целокупна позитивност на сите тројца овде во студиото, ја пренесуваме преку малите екрани нели да допре до вашите гледачи. Се надевам дека така. Порано беа мали, сега веќе сите имаат големи екрани. Така, да, сега со современото време искра. Апсолутно, што поголем екран, то подобро мислат дека гледаат луѓето. И не ги гледаат сите недостатоци. Искра со оглед на тоа дека не сум те видел одамна, вака да те прашам јавно на најдобриот национален медиум. Дали си добра и кога ќе пиеме едно убаво кафе да направиме еден убав муабет и ја ти и Слободанка во комбинација? Тоа добра е релативен поим, добра физички, да, со умот не знам, тоа треба друг да каже. Јас ќе му кажам после. Да. Добро, после емисија ќе ги досам сите детали. Да. Или како секогаш ти благодариме на твоите совети.